нови членови во владата на Република Македонија. И наједноставното прашање кое што сите си го поставуваме, која ќе биде додадената вредност на овие кандидати во моментот за само неколку месеци да ја сменат целокупната слика која што имаме во општеството. Имено, ако до вчера разговаравме за разрешување, дел од министрите кои што се заменуваат си дадоа своји оставки. Еден од тие беше и министерот за правда, господинот Тупанчевски. И ако за едни зборувавте дека се неисполнителни, еве премиере, дали сметате дека и министерот за правда беше неисполнителен и неквалитетен кадар? Или сметаше тоа што обелодени дека само 20% од националната стратегија за реформи во правосудството за цели 5 години е исполнета? Или сметаше тоа што потенцираше дека стручен соработник не може да биде председател на судскиот совет и да оценува врховни судии? Или сметаше со тоа што каже дека честото менување на министерските позиции не е добра практика и не можат да се реализираат реформите кои што тој ги застапуваше? Но во дадениот момент, еве, денес се случуваше една тркалезна маса, која што е организирана од сите релевантни институции кои што се борат со корупција и треба да се борат. Односно, во хотелот Holiday Inn денес имаше тркалезна маса на тема антикорупција 2030 година, сегашни и идни антикорупцијски предизвици, на која што беа собрани сите институции и чинители кои што треба да се борат со корупцијата. И замислете, дали некој ви пренесе од колегите кои што беа таму присутни, што таму се зборуваше? Кои забелешки беа таму забележени и прифатени? Еве, јас само за две институции ќе ви кажам што по некоја забелешка која што има, а целосно да ви го пренесат случувањето од таму, ќе видите колку забелешки има и одсликување на целокупниот систем за нефункционирање, школски пример како не треба институциите да функционираат. Директорот на Државниот завод за ревизија вели дали е коректно за концесиите кои што се доделуваат за бакар и злато да немаме акредитирана лабораторија и да истите овие се прават во други земји и истите имаат сериозни забелешки во нивните ревизорски извештаи. Понатаму, смета дека нивните извештаи се карта во еден правец, односно тие ги доставуваат, нема никакво процесуирање, изиграваат и инспектори, и јавни обвинители, и судии, но на крајот нема епилог. Понатаму, честото формирање на нови тела, како што беше оној така наречениот Dream Team, потоа совети за реформи во правосудството, па тимови за брзи реформи, акција 21, секакви тимови формиравте, со што самите потврдивте и докажавте дека не функционираат постојните институции кои што се формирани согласно закон и устав. Тоа е класично признание дека не функционираат институциите и се обидувате да ги бајпасирате со новоформирани институции, како што беше едно од ова така нареченото специјално јавно обвинителство, за кое што и до денес тврдам дека е противуставно. Исто така, на ова конференција, на ова тркалезна маса, председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, покрај сите низа на забелешки кои што ги имаше, една ми остави впечаток. И ве прашувам директно вас. Таа вели дека имат доставено до владата извештај за еден функционер, именуван или избран, кој што има индиции дека го прекршил законот и е потенцијално кривично дело. Истиот извештај за истата работа го потврдува и Државниот завод за ревизија. Еве, прашувам, да не може ли некој од овие министри е еден од овие? Зошто? Бидејќи на тоа добива одговор дека за посочените вакви дела има формирана работна група која што ќе ги преиспита сите вакви дејанија.
Но замислите, на оваа работна група, како што истата потенцираше и забележа, е токму лицето за кое што е констатирано дека има противправно дејание, односно индиции за сторено кривично дело. Истото ова лице ќе ја води ова работна група за да ги расчисти состојбите. Ова го кажува председателката на Државната комисија за спречување на корупција. На денешната тркалезна маса имаше представници од сите политички партии таму, веројатно ви се пренесени состојбите. Меѓутоа, повторно завлегувате и со предлагањето на овие нови министри, завлегувате во така наречениот Бермудски триаголник. Завчера ви кажав еден Бермудски триаголник каде што завлеговте, вториот во кој што сега завлегувате е уште од стартот најавувавте ветинг во судството. За да после тоа излезе председателот Пендаровски и рече дека не може да се спроведе, бидејќи можно било да останеме без судии. Па подобро да ги нема, отколку половична правда е поголема неправда, отколку истите да судат. Втора работа. Тврдевте дека од страна на Европската Унија не ви е дозволено да спроведете ветинг во судството. За да новиот коалиционен партнер и новиот министер се произнесува дека ќе спроведуваат ветинг во правосудството, односно во судовите. Сега, не ја гледам логиката. Од една страна вие тврдевте дека не може оваа акција, овој процес да се спроведе, а од друга новиот владин коалиционен партнер тврди дека ќе спроведе ветинг во правосудството. Имаме некои нејасни работи, односно дали не се поклопува она што сте го разговарале или станува збор за не вклопување на владината програма со она што сте се договарале. Тие се двете прашања за кои што сакав да ми одговорите доколку можете. И на сето ова, кога ќе ги додадеме сите оние извештаи од State Department-от кои што потенцираат дека корупцијата е длабоко навлезена во високите владини структури, односно во извршната власт. Дополнително, сите меѓународни релевантни институции, како што е Transparency International, кое што не сместуваше на 111-то место, потоа, најновите анализи, кои што ги направила World Justice Project, ги спомнав. Внимавајте, во 2015 година сме биле на 38-то место. За да во 2022 година сме на 73-то место. Односно, дупла сме ја зголемиле корупцијата, односно се ја зголемиле корупцијата како влада, која што се декларира дека ќе се бори против криминалот и корупцијата. Сите овие показатели и сите овие индикатори не ги кажуваме ние како опозиција, ги кажуваат релевантните институции кои што се занимаваат со испитување и водење на овие движења и реформи во правосудството, а да за волја на вистината, завчера повторно ве прашав, доколку на вистина се спроведуваше ветинг, зошто не посегнавте по разрешување на министрите кога не го донесува законот за потекло на имот, кој што беше бомбастично најавуван за конфискација на имотот, како што истите тврдеа дека секој денар над 30.000 евра, чие потекло не може да се докаже, ќе биде конфискуван. Зошто тогаш не ги санкциониравте оние на кои што сте им дале задача да овие реформи ги спроведат? Бидејќи ова беше дел од владината програма, бомбастично најавуван како закон, но еве до ден денес се уште немаме на виделина доставен предлог до собранието и да може овој законско решение да почне да се применува и да секој оној кој што се огрешил и не може да го докаже своето потекло на имот да му биде конфискуван. Во соседна Албанија 1/3 од врховните судии во Врховен суд си дадоа оставки по спроведување на ветингот во правосудството. Односно, формата на преиспитување на потеклото на имотот допринесе за проветрување и прочистување на правосудните органи. Неопходно е во вака криминализиране структури
да се спроведе ваква акција за да се прочистат сите криминални структури во